На 11 декември 1910 година во Солун е роден Димо Тодоровски, академик, познат македонски вајар од првата генерација вајари кои ја втемелија оваа ликавна уметност кај нас. Тој беше единствениот скулптор што се појави меѓу двете светски војни во Македонија. Умре во Скопје на 27 април 1983 година. Беше тоа на 11 декември 1934 година кога во Битола е роден Томислав Чокревски, македонски универзитетски професор, социолог и државник. Бил декан на правниот факултет во Скопје, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и министер за внатрешни работи во владата на Бранко Црвенковски од 1995 до 1998 година. Објавил поголем број монографски дела и учебници од областите на социолошките и политичките науки. Беше тоа на 11 декември 1946 година, кога со одлука на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации, основан е Меѓународниот фонд на Обединетите нации за помош на децата УНИЦЕФ. Како најблагородна организација на Обединетите нации во 1965 година ја доби Нобеловата награда за мир. Седиштето на УНИЦЕФ е во Њујорк. На 11 декември 1951 година во Велес е родена академикот Катица Киловкова, поетеса, книжевен научник, критичар и антологичар. Дипломирала на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. На истиот магистрирала, а докторирала на Филозофскиот факултет во Загреб. Работела како универзитетски професор, била председател на Македонскиот Пен Центар, член е на Друштвото на писатели на Македонија. Во 2003 година е избрана за член на Македонската академија на науките и уметностите. На 11 декември 1992 година Советот за безбедност на Обединетите нации одлучи да испрати 800 сини шлемови во Република Македонија. Беше тоа на 11 декември 1993 година кога во Скопје повеќе од 60 делегати младинци одржаа основачко собрание и ја конституираа организацијата Млади социјалисти како подмладок на Социјалистичката партија на Македонија. На 11 декември 1996 година во Битола е одржано основачкото собрание на Националниот сојуз на студентите на Македонија. Беше тоа на 11 декември 2004 година, кога во Скопје умре Јадранка Владова, македонски раскажувач, литературен теоретичар, есеист и преведувач. Автор е на книгите Скарбо во мојот двор, Девојчето со две имиња, Деца како мене, Читанка за петто оделение, Македонски јазик и литература за петто оделение и Македонски јазик и литература за шесто оделение. Беше тоа на 11 декември 2016 година, кога се одржаа деветите парламентарни избори во Македонија. На 11 декември 2016 година почина Есма Реджепова, позната македонска пејачка и хуманитарка. Нарекувана е кралица на ромската музика во светски рамки. Во 2013 година ја доби престижната титула Национален уметник на Република Македонија. Есма е најмаркантното музичко име на македонската, балканската и светската музичка фолк сцена. Таа е жена која животот го посвети на хуманоста, човекољубието и добрината. Освен бројните видеоклипови, Есма Реджепова се појави во неколку филмови и во 4 документарни филмови во текот на деценијата. Таа сними и објави повеќе од 580 песни, меѓу кои и 2 платинести и 8 златни дискови. Изврши повеќе од 22.000 концерти, од кои 1/3 се одржаа за добротворни цели. Со ансамбл Теодосиевски сними 108 синглови, 32 компакт касети, 15 дискови, 6 видеокасети и бројни телевизиски емисии. Реджепова најмногу пееше на ромски и македонски, но исто така сними песни на српско-хрватски, турски, хебрејски, грчки и хинду јазик.
Една од нејзините најпознати песни, Чаја Шукарија, стана химна за сите роми низ светот. Некои од нејзините песни исто така покажуваат силни влијанија од Запад, меѓу кои и Код, Кодак, Девојка и песна, Макодо, песна Шефер Сарајеву и Ѓурѓевден, Ѓурѓевден. 11 декември е меѓународен ден на планините и ден на светите 15 тивериополски маченици, заштитници на Струмица.